Дојдовме по нашето. Дојдовме по нашата иднина. Испраќам конкретна и јасна порака во име на сите нас овде. Македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци, присутни од сите етнички заедници во Македонија, од различни страни од Македонија, од различни граѓански здруженија, организации, сојузи, од различни политички партии и со различни политички определби. Груевски, не одовлекувај и сами одгледаш, заврши твоето. Оди си! 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 Почитувани присутни, во знак и почит и поддршка на безбедносните сили ве повикувам со едноминутен молк да им одадеме почит на загинатите осумни на полицајци во Куманово. Нека им се вечни славата и споменот на нашите бранители. Повикувам и на аплауз со кој што ќе изразиме почит кон патриотите кои го ставија во ризик својот живот, својата безбедност и безбедноста на своите семејства, ги доставија доказите кај нас за да и помогнат на Република Македонија и да се дознае вистината за Македонија. Почитувани граѓани, гости, дипломати, новинари, почитувани пријатели на Република Македонија и поддржувачи од Европскиот парламент и сестринските европски социјалдемократски партии. Ричард Ховит, пратеник од Европскиот парламент и известител на пратеничката група на социјалистите и демократите за Македонија. Кнут Флекенштајн, европратеник и заменик председавач на пратеничката група на социјалисти и демократи во Европскиот парламент. Почитувам председател на партијата на европските социјалисти Сергеј Станишев. Пратеници од Социјалдемократската партија во парламентот на Шведска Јасенко Османовик и Пириниени. Кристијан Кастанја од Социјалистичката партија од Франција. Јорген Стил, советник во секретаријатот на парламентарната група на социјалисти и демократи во Европарламентот. Левен Бицаку, проект менеджер за Западен Балкан во Олаф Палме. Благодарам што сте овде кога сте им најпотребни на граѓаните на Македонија. Да го поздравиме поранешниот председател на Република Македонија Бранко Црвенковски кој што овде меѓу нас. Почитувани коалициони партнери и други политички партии и од лева и од десна опција и од центарот.
почитувани другари, работници, студенти, ученици, наставници, лекари, хонорарци, земјоделци, честни луѓе, добри луѓе. Чест и гордост е да се застане заедно со вас во овој надпартиски граѓански протест и достоинствено, храбро, одлучно, цврсто, решително и непоколебливо да се исчекори кон узурпираните обществени вредности и државни институции. Се измачи вистината да ја види светлината на денот. Се измачивме и ние цела деценија да ја помогнеме да излезе на површина. Сега букти таа вистина под прозирните површини на видливите зла, голема колку што квадратни километри изнесува површината на Република Македонија. Се излеа вистината низ зборови, а сега погледнете, извади реки по улиците на Скопје и цела Македонија. Што може сега една единица мерка за злостор, за лага, за подлост, за криминал, за тортура и диктатура, олицотворена во еден лик кој повеќе ни самиот не си го препознава својот одраз во огледалото. Наспроти, овие илјадници луѓе, граѓани, разбудени, освестени, исправени и одлучни за подобро утре. Ништо повеќе, почитувани пријатели, не може да стори Никола Груевски од тоа да ја напушти оваа зграда спроти нас, во која што му се одброени часовите. Ајде со свирките да свирнеме сите, да го разбудиме човекот и да ја помогне на Македонија. Од позиција на премиер на државата, тој слушавме колку сурово се пресметувал со неистомислениците, ги праќал во затвор со пиштол во глава, им рушел објекти и бизнеси, казнувал, грабал од граѓаните цели згради и парцели што ги присвојувал, крадел избори, се инсталирал во полицијата и во судството за да се штити, мразел и преку институциите, како да се негова својина, се одмаздувал, најдрско и најбезобразно со соработниците ги погазил уставот и законите, ги злоупотребил безбедносните служби и администрацијата, дури и за името на државата скришно се пазарел. Сето тоа го слушнавме низ 33-те прецизно и аргументирано подготвени пресконференции од проектот Вистината за Македонија. Сега Груевски се плаши дека ќе било кукавички ако заминел. Зарем не е кукавички покрај се ова што го правел? Покрај целиот овој народ кој една партија не може да го организира? Зарем не е кукавички да се држи во заложништво Македонија? Овој масовен собир овде порачува со волја или без волја на Никола Груевски, тој ќе замине.
решение, почитувани граѓани, за кризата која што е во кумулативна фаза нема. За да се врати демократијата што ја згази, правдата што ја окупира, надежта и достоинството што го одзедоа од осиромашените граѓани фрлени во очај, за да исправиме на нозе Македонија, која е фрлена на колена, за да ги запишеме одново избришаните европски вредности. На злоупотребите ќе ставиме крај и мириса на слобода во овој пролетен мај, овој 17. мај, ќе влезе во историјата на слободна Република Македонија. Тоа и јас и ние го гарантираме. Почитувани граѓани, решението за излез од една од најсложените политички кризи од независна Македонија е Никола Груевски да поднесе оставка. Веднаш, заедно со Груевски, оставка да поднесат републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски и обвинителот за организиран криминал Јован Илиевски и двајцата продолжени раце на Никола Груевски и на неговиот братучет Сашо Мијалков. Оставки да поднесат и раководните структури на македонската радиотелевизија. Неопходно е да се постигне политички договор за формирање преодна влада која што ќе има мандат да создаде услови за организирање слободни и фер предвремени парламентарни избори. Во строго утврдени рокови ќе мора да се прочисти избирачкиот список, да ги вратиме контролните механизми во државата. Во тој период ќе треба да се создадат услови за независно медиумско известување. Ќе мора да се вратат во нормала сите механизми на современа македонска држава. Затоа порачувам, дојдовме и не заминуваме додека не го вратиме мирот, спокојот и достоинството на граѓаните на Република Македонија. Очекувам ова најсилна порака која што денеска е испратка Македонија, вака мултиетнички обединета, вака масовно заедно, жедна за слобода и демократија. Очекувам од меѓународната заедница, која што е сведок на сето зло што им е нанесено на граѓаните на Република Македонија, да помогне со директно учество, не само со наблюдување, за мирна разврска на политичката криза. Предупредувам дека можното инатење на Никола Груевски со волјата на граѓаните на Македонија, видлива е таа волја денеска, може да има последици што никој не ги посакува. Од тие причини очекувам сите граѓани во Македонија кои се денеска овде, невладините организации, граѓанските здруженија, политичките партии, низ еден разумен и мирен процес да ја помогнат посакуваната пресвртница во Македонија, во која што нема да има место за насилници на слободата и слободната волја. Во очекување на една таква разврска на кризата, денеска ќе ги соопштам клучните начела врз кои што ќе се подпираат и градат политиките на Социјалдемократскиот сојуз за клучните државни и граѓански приоритети, што се нормални за секоја нормална држава. 3,5 месеци ветуваме дека нема да дозволиме ова зло никогаш повеќе да се повтори. Овој најголем протест во историјата на Македонија испраќа порака
дека граѓаните веруваат, дека го сакаат тоа и како председател на Социјалдемократскиот сојуз и во име на опозицијата се обврзувам и гарантирам Македонија ќе биде заедничка држава, стабилно, правично и грижливо мултиетничко општество за сите граѓани кои се родени и живеат во оваа земја, независно од каква било различитост, по каква била основа. 24 години Македонија е една држава, две општества. Тоа повеќе не смееме да го дозволиме. Македонија ќе биде една држава, едно општество, равноправни граѓани, горди на својата татковина. Различностите се нашето богатство и врз основа на тоа ќе ги зацврстиме темелите и мултикултурата, ќе ја градиме уште од детските градинки и училишта. Заврши времето на големите патриоти, кои да се тие. Заврши тоа време. Најавувам фер распределба на доходот и државните добра по сите основи. Ќе создадеме општество на слободни и еднакви граѓани, во кое што платите ќе обезбедуваат пристоен живот, а пензиите достоинствена старост. Република Македонија ќе биде пример на социјална држава која што ќе се грижи за сите категории граѓани. Социјалната заштита ќе овозможи излегување на корисниците од сиромаштијата. Даноците ќе бидат прилагодени според примањата на граѓаните. Најавувам ефикасно јавно здравство со лесно достапни услуги за сите, ослободени од непотребни административни сопки во кои што се заглавени лекарите и медицинскиот персонал. Ќе воведеме национална здравствена сметка што ќе овозможи во секој момент да се следат трошењата во здравството. Случаи како болната смрт на малата Тамара никогаш повеќе да не се повторат во Македонија. Образовниот систем ќе го поставиме на темели што ќе биде договорен заедно со студентите, учениците, наставниците и професорите. Главен приоритет ќе биде квалитетот, а не начинот на испитување. Ќе го намалиме бројот на предмети во основно и средно образование. Ќе создадеме успешен европски систем по примерот на Финска и Словенија. Ќе го укинеме екстерното тестирање и казните. Ќе го вратиме приемниот испит на факултетите наместо сегашната матура. А математика ќе се полага. Ќе полага секој што ќе запишува факултет на природните науки. Не може да не се полага математика. Ќе вратиме комплетната автономија на универзитетот. Во Скопје ќе изградиме студентски универзитетски центар. Субвенциите во земјоделството ќе бидат поголеми од досегашните, поврзани со цели и ефекти што ќе создадат европско конкурентно земјоделство и достоинствен задоволен земјоделец. Ќе се фокусираме максимално на привлекување на странски инвестиции, но домашните компании ќе го имаат приматот во државната помош. Тоа ќе го раздвижи стопанството и ќе создаде услови за отварање на нови работни места со достоинствени плати. Ќе ги тргнеме рацете на политичарите од правосудната власт. Сите судски пресуди што се спорни за јавноста ќе се преиспита. Ќе обезбедиме целосна финансиска независност на судството. Обвинителите и судиите ќе бидат обврзани да извршуваат својата должност самостојно, без притисоци,
преку елиминирање на можноста за незаконски пресуди. Ке се заложиме јавниот обвинител да се избира на непосредни избори или да биде избран на предлог на опозицијата. Постојните капацитети на овластените органи за спроведување на специјални мерки, меѓу кои е и прислушувањето, ќе го обединиме во еден самостоен и функционален независен орган, што ќе биде исто така далеку од рацете на политичарите. Ваков скандал, како што ја тресе Македонија во моментот, да не се повтори никогаш повеќе во нашава земја и никаде во светот. Притворот нема да се злоупотребува. Казнената политика ќе се фокусира на превентивна. Висината на казните ќе биде условена од приходите. Владата и јавните институции нема да трошат буџетски средства за реклами и кампањи на комерцијалните медиуми. Граѓаните ќе се информираат преку соопштенија на МВР за владините новости. Македонската телевизија ќе биде медиум со целосна финансиска и политичка независност по теркот на најуспешните примери во регионот. Општествената подршка на седмата сила, медиумите, ќе биде определена преку политички независен фонд, за чија што распределба ќе одлучуваат новинарите, според критериумите на гледаност или читаност, со можност за подршка со пондери на помалку гледаните и читани медиуми. Ќе го стимулираме спортот и културата, на големите индустријски капацитети, што ја загадуваат животната средина, ќе им обезбедиме соодветни услови, веднаш ги воведат бараните законски пропишани мерки со цел заштита на здравјето на граѓаните. Ако не, ќе ги затвориме веднаш. Следната влада ќе може да отстои само 6 месеци, ако е максимално транспарентна, ќе да издржи и повеќе од 6 месеци. Затоа ви ветувам, ќе го демонтираме комодитетот на власта со расфрлање народни пари, но исто така ќе го разголиме работењето на луѓето од власта преку воведување на нивна квартална отчетност. Парламентот ќе биде главен контролор на извршната власт, а не како до денеска. Седниците за пратенички прашања ќе има 2 пати месечно. Премиерот и министерот за финансии во текот на постапката за носење на буџет ќе мора да учествуваат на јавна дебата на македонската радио-телевизија, заедно со лица од опозицијата и експерти. Тоа ќе биде дел од процесот на утврдување на буџетот. Парите кои се украдени ќе мора да се вратат назад во државата и на народот. Гледајќи го овој народ, кој што не е само партија, ќе кажам, нема да отпуштаме луѓе од јавната администрација. Ќе реорганизираме по мерит систем во функција на обезбедување квалитетни услуги на граѓаните и штитење на нивните права. Секој граѓанин ќе има подеднаква можност за работа и заедно сите ќе ја градиме едината на нашата земја, Република Македонија. Ќе создадеме општество во кое што ќе има место за сите. Граѓаните нема да имаат потреба да се иселуваат од родната земја во потрага по подобра иднина низ светот. Ќе се посветиме максимално на остварување на стратешките определби на Македонија за членство во Европската Унија и НАТО. За решавање на проблемот со името ќе изградиме политички и државен консензус. Ќе ги поставиме сите заедно ама нашите црвени линии, но во функција
да го решиме долго очекуваниот проблем, што е кочница за просперитетот на Македонија. Ке го заштитиме нашиот национален и државен идентитет и нашата национална и државна посебност. А за сето тоа ке бидете консултирани вие, граѓаните, подеднакво сите на Република Македонија. Ова се, почитувани сограѓани, само базичните начала врз кои што тимови на СДСМ и опозицијата максимално посветено работат и ќе продолжат да работат. Почитувани граѓани, сите политики на Социјалдемократскиот сојуз ќе се довараат со вас, граѓаните на Република Македонија. За крај, Груевски, престани да го лажеш народот дека некој сака власт без избори. Не сме тука ние денеска по власт. Не можеш да разбереш оти во твојата глава се во функција на власта. Ние овде заедно дојдовме по слобода. По слобода дојдовме во 21 век. Дојдовме по нашето право. Право на сите граѓани кои се тука и на сите други да изберат раководство на слободни и демократски избори. Тоа право што ти насилно си го украл и присвоил. Чувме, разбравме, видовме, знаеме, нема веќе лаги никога. Сега ти си во рацете на вистината. Немој повеќе да се мачиш себе си, ниту да ја мачиш повеќе Македонија. Почитувани присутни, почитувани граѓани, остануваме овде пред владата. Оставка од Никола Груевски мора да има. Додека не замине Груевски, не заминуваме и ние одовде. Придружете ни се, придружете се за вас, за вашите деца, за слободна и перспективна Република Македонија. Продолжуваме сега сите заедно.